Повторно, значи, снимката да биде доказ за предметот, ќе се жалите ли повторно и што понатаму? Не. Гледате дека навлеговме денеска во постапката, ќе дадат коментари и адвокатите, јас верувам дека така е правно. Влеговме директно во воведните зборови, тоа за мене значи секако изгубена можност за правото кое што ми ја дава, но од друга страна пак и добиена можност да се види таа снимка. Ние веројатно во постапката ќе побараме снимката јавно да се објави. Право е на судот дали тоа ќе го каже. Јас сакам целата снимка конечно граѓаните да ја видат и со оние два прекини за да може да биде комплетно тоа за кое што бев јавно шиканиран и буквално омаловажен на секој можен начин. Но тоа е возможно кога навистина преку судската постапка да се докаже правото, но и преку тоа што јавноста може да види целата снимка. Така да продолжуваме понатаму во процесот, ова останува дел од доказите и верувам дека може да биде добар дел во употребата на она што значи тргање на обидите на власта да го извалка моето лице. Господине Заев, денеска стигна вест од Грција дека бараат во однос на споразумето промена на уставот. Вашиот став беше поинаков. Кој е вашиот коментар? Како стигна вест, тоа го барат веќе неколку месеци. Јас верувам дека треба да се додржиме до она што меѓународната пракса го познава, а тоа е меѓународни договори, ратификација во парламентите, гласање во Обединетите нации, резолуција во Обединетите нации. И тоа е најсериозната гаранција за Република Грција, заради тоа што било што да барат дома да се смени, тоа е домашно право на организација на ова наша земја. Јас сериозно ќе слушам сите аргументи во преговорачкиот процес, давам шанса на се. Знаете дека за нас црвените линии се буквално светлина во мракот, од кој што сакаме Македонија да излезе на својот пат кон интеграциите во НАТО и во Европската Унија, но промената на било што во Македонија не значи трајна гаранција за граѓаните на Грција, заради тоа што се што се мени може да се поврати назад. Многу е важно да го практикуваме тоа што целиот свет го знае, а тоа е меѓународно позната пракса на решавање на вакви спорови. И тогаш останува вековиште, тогаш останува за вечност. Јас сум убеден дека преку ваквите пристапи, водејќи грижа, колку тоа е важно за граѓаните на Грција, очекувајќи да водат грижа политичарите колку тоа е важно за граѓаните на Македонија, изнаоѓањето на вакво решение кое што би било трајно, можеме и да го најдеме решението на спорот кој што го имаме со Грција. Значи вишувањето на Катимирини дека е постигната согласност за 3 поглавја околу споразумето. Не, јас кажав каде сме поприлично заокружени или сме абсолвирани по прашањата, а тоа се иредентизмот и го знаете тоа со чекорите кои што ги презедовме од страна на македонската влада, а тоа е јасно изразениот став на промена и практично спроведување на промена на името на најголемиот автопат во Република Македонија од Александар Македонски во пријателство и на националниот аеродром, односно Скопскиот аеродром од Александар Македонски во меѓународен аеродром Скопје и сите постапки правно и практично спроведени навистина придонесуваат кон отстранување на било какви иредентистички појави. Во иднина разговарано после можен договор да се формираат две работни групи кои што ќе ги проверат учебниците на двете страни, за да не оставаме некоја трага незгодна кај младите генерации кои што учат низ учебници, туку да негуваат пријателство наместо непријателство или било каков иредентистички однос. Премиер, има ли вистина дека денеска владата ќе предложи до согледното намалување на платните трошоци за пратениците многу повеќе од купување што предлага? Има точки за разгледување, секако видни иницијативи, секако владата за сите овие материјали расправа. Јас не можам да кажам која е таа точна точка, но секако сите иницијативи кои што достигнуваат до нас или самата влада ги отвара од било кој ресор се вредни за разгледување. Ние бараме начини како на друг начин да се реорганизира она што значи надомест на патни трошкови, заради тоа што по сегашните закони тоа што се пресметува при секое патување, апсолутно за граѓаните е многу и граѓаните се доста критични по тој дел. Секако законот мора да биде во соодветност на она што е прифатливо за граѓаните и во соодветност на тоа што треба да биде покритие за пратениците. Ние можеме
да купиме возила на сите пратеници, можеме да обезбедиме станови овде во Скопје за сите пратеници. Можеме веројатно да ги намалиме начините на патувањето преку реорганизацијата на деловникот, да имат недели за дебата, недели за гласање, недели да бидат со своите граѓани. Сето ова е отворена на дебата. Конечна цел е секако да го слушнеме гласот на граѓаните, кој што во овој случај е критички настроен. Бевме и ние критички настроени кога бевме опозиција по ова прашање. Логично е да по пат на дебата, согласно сите можности кои што ни стојат на располагање, изнајдеме решенија согласно сугестиите кои што стигат од граѓаните. Што ќе го објавите советот за реформи на правосудството во кој што треба вие да го предводите? Рековте дека ќе биде наскоро. Денеска ги чекам, веројатно може ги имам и по телефоните или кај мене веќе во владата последните сугестии и консултации кои што беа во тек за одредени прашања од луѓе кои што ми значат како советници по одредени сугестии за личности како учесници на советот за имплементација на стратегијата за правосудството. Ако биде се комплетирано, јас сум спремен и денеска под точката прашања и други предлози да ставам директно на влада и да информирам владата за одлуката која што ја носи. Има промени од она што говоревте пред еден месец овде? Има промени. Однос на составот? Има промени. Во однос на личностите? Има промени во согласност со тоа што внимателно ја слушам јавноста како дебатира по сите предлози и идеи со кои што јас, како што гледате, ги споделувам многу отворено со јавноста и добивам добар фидбек. Може да откриете? Нема да биде во составот? Да дозволите конечната одлука да ја донесеме па да ја објавиме. Уште едно само во однос на новите црвени линии, Павлопулос излезе со ново барање дека треба да се откаже Македонија од малцинството надвор од земјата. Тоа го постави како црвена линија. Тоа е најново од вчера. Еве вака, јас не разговарам за црвени линии. Претседателот Макрон има една убава изрека, вика додека за некои црвените линии се ограничувања, за мене се отварање на хоризонти. Навистина не треба да ставаме никакви црвени линии ако искрено сакаме да изнајдеме решение. Секако мора да водиме грижа едни за други во рамките на сочувување на достоинството на двата народи, на двете земји, на двете нации и секако сочувување на она што значи чувство, а тоа е идентитетот. Идентитетот е чувство и за него буквално не можете да преговарате, да се ценкате или било што. Јас верувам дека во тој дух, водејќи се внимателно кон партнерите со кои што преговараме, ќе изнајдеме решение, а истовремено само ќе потсетам да се отвори Уставот на Република Грција и да видиме како тие водат грижа за грците надвор од Грција. Јас сум спремен како тие водат грижа за грците надвор од Грција, така и ние да водиме грижа за македонците надвор од Македонија. Исто, соодветно. Мене ми е драго што не само јас што внимателно го слушам народот, туку и други луѓе во наша Македонија внимателно го слушаат народот. Јас ги поздравувам и исчекорите заради тоа што не се лесни на било кој поединец, на било која личност, да поради тоа што е прозван од јавноста, ја поднесе оставката. Секако тоа го почитувам и ќе го имам секако во предвид во идната потреба на Република Македонија, доколку допира нешто до мене, како личности кои што се одважиле. Ние можеме да ги ослободиме институциите на вистина ако бидеме транспарентни, отчетни и понесеме одговорност, па макар било тоа и етички. Јас сум убеден дека на Македонија и треба сериозна антикорупцијска комисија, која што со сите меѓународни пракси ќе биде овде поставена и ќе биде будното око на следење на извршната власт и се што има допир со народните пари. И треба таква институција која што ќе биде за пример и еден од најголемите коректори на слабостите во нашиот систем во севкупната определба за борба против корупцијата. Благодариме.